Добар ден, почитувани ученици! Се наоѓаме во училница на час по македонски јазик. Моето име е Ивана Јакимовска. Јас сум предметен наставник по македонски јазик во Општинското основно училиште 11. октомври во Скопје. Овој видеочас е наменет за ученици од 6-то одделение. Темата која ќе работиме денес гласи правила за акцентирање на едносложните и двосложните зборови во македонскиот јазик. Пред се да ги дефинираме целите на денешниот час. Денес, ученици, ќе научите да го определувате правилно акцентот во едносложни и двосложни зборови во македонскиот јазик. Ќе научите и правилно да ги акцентирате едносложните и двосложните зборови во македонскиот јазик. Минатиот час учевме за акцент. Што представува акцент, да се потсетиме? Нагласување на еден слог во зборот се нарекува акцент или акцентирање. Тоа значи дека при изговорот на одреден слог во зборот, воздушната струја е со поголема јачина. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог. И се сеќавате од примерите што ги дадовме тогаш, дека слогот кој што е акцентиран се изговара посилно од останатите слогови во даден збор. Акцентот во нашиот јазик го бележиме со посебен знак. Тоа е знакот што го гледате, ученици, во заградите и него го пишуваме над самогласката од акцентираниот слог. Например, во зборовите масата и река. Во зборот масата, акцентиран слог, ние слогот ма, и веќе од претходниот час знаете дека акцентот ќе го забележиме врз самогласката а. Во зборот пак река, акцентираниот слог ни е почетниот, односно слогот ре. И секако дека знакот за акцент ќе го забележиме врз самогласката, односно врз вокалот е. Да видиме сега конкретно кај едносложните и двосложните зборови во македонскиот јазик, кои се правилата за нивно акцентирање. Одиме прво со едносложните зборови. Едносложни се оние зборови, знаеме, кои се составени само од еден слог. И секако дека акцентот ќе стои на единствениот слог во тој збор. Например, во зборот слон. Збор составен од еден слог, има единствена самогласка во него, о, и секако дека таа ќе биде носител на знакот за акцент. Во зборовите брег и ред, единствени самогласки се самогласките е. И секако дека знакот за акцент, како што гледате и од самиот пример, обележено со црвено, ќе биде врз самогласките е. Кај двосложните зборови пак, односно зборовите кои се составени од два слога, акцентот го бележиме на почетниот слог од зборот. Например, во зборот коса, почетниот слог ни е ко и акцентот ќе го забележиме врз самогласката о. Или во двосложниот збор дете, почетниот слог ни е слогот де, тој се изговара посилно од другиот и знакот за акцент ќе го забележиме врз самогласката е. Во табелата која што е пред вас се дадени примери за едносложни и двосложни зборови и уште еднаш како тие правилно се акцентираат. Од лева страна се дадени едносложните зборови сон, леб, пат. Бидејќи
Како што рековме, драги ученици, овие зборови се составени само од еден слог. Тоа значи дека имаат само една самогласка во нивниот состав. Знакот за акцент ќе го забележиме врз присутната самогласка. Од десната страна се дадени двосложни зборови: сонот, лебот, патот. Од самиот изговор забележуваме дека почетниот слог од зборовите се изговара посилно. Значи, тој е акцентираниот слог и секако дека во зборот сонот акцентот ќе го забележиме врз самогласката О, во зборот лебот знакот за акцент ќе го забележиме врз вокалот Е, и во зборот патот знакот за акцент ќе го забележиме врз самогласката, односно врз вокалот А. За домашна работа имате за задача по ваш избор да напишете 5 едносложни и 5 двосложни зборови и соодветно да го забележите акцентот во истите. Драги ученици, ви честитам на стекнатото знаење од денешниот час.